Само кога имаме вера, ние сме избрани од Бога. Ајде сите да се свртиме кон прво Самуилова поглавје 16. Стих 1. Му рече Господ на Самуил: докога ќе патиш по Саул, кого јас го отфрлив да не биде цар на Израел. Понеси со себе масло и оди, јас ќе те испратам кај витлеемецот Јесеј, зашто меѓу неговите синови си согледав цар. Тогаш Самуил рече: како да одам? Саул ќе чуе и ќе ме убие, Господ рече: потерај од стадото свое една јуничка и кажи: дојдов да му принесам жртва на Господ, покани го и Јесеј на жртвата. Вака се одвива приказната кога Самуил ги повикува Јесеј и сите негови синови од Витлеем за да го помазаат оној што Бог го избрал за цар. Тој ги повика сите синови на Јесеј за да утврди кој од нив бил избран од Бога. Стих 6. И кога дојдоа тие, тој штом го виде Елијав, рече: секако, овој е пред Господ помазаникот негов. Кога Самуил го виде Елијав, најстариот син, си помисли: сигурно ова е оној што треба да биде помазан. Стих 7. Но Господ му рече на Самуил: не гледај на лицето негово и високиот негов раст. Јас го отфрлив. Јас не гледам така, како што гледа човек, зашто човек гледа на лицето, а Господ гледа на срцето. Што гледа тој во срцето? На крајот на краиштата тој бара вера. Луѓето можат да судат врз основа на висината, изгледот или надворешниот изглед, но Бог рекол дека таквите работи не се негови критериуми за избор. Тој гледа во срцето. Бог ја гледа верата насочена кон него во срцето на една личност. Да продолжиме до стих 8. И го повика Јесеј Авинадав и го доведе кај Самуил, па рече Самуил: и овој Господ не го избрал. Јесеј го доведе Шама, и Самуил рече: и овој не е избран од Господ. Така Јесеј ги доведе пред Самуил 7 синови своји, но Самуил му рече на Јесеј: ниеден од нив Господ не избрал. Самуил го запраша Јесеј: сите деца твои ли се овие? Јесеј одговори: остана уште најмалиот, тој ги пасе овците. И му рече Самуил на Јесеј: испрати и доведи го, зашто нема да седнеме да јадеме, додека тој не дојде овде. Тогаш Јесеј испрати и го доведоа. Тој беше рус, со убави очи и пријатно лице. И Господ рече: стани, помазај го, зашто тоа е тој. Самуил го зеде рогот со масло и го помаза среде браќата негови, и духот Господов почиваше врз Давид од тој ден и подоцна. Потоа Самуил стана и отиде во Рама. Тука, меѓу 8 синови на Јесеј во Витлеем, Бог му наложил на Самуил да го помаза Давид, најмладиот син, со масло. Самуил помислил: Елијав сигурно мора да биде материјалот за идниот цар, и имал намера да го помаза, но Бог рекол: не тој. Потоа Јесеј го повика својот втор син Авинадав. Не тој. Тој го повика и својот трет син Шама. Не тој. Еден по еден, сите 7 синови поминаа пред Самуил, но Бог ги отфрли сите нив. Потоа да разгледаме зошто Бог им рекол не на секој од нив. Бог рече: јас не ги гледам работите што ги гледаат луѓето. Луѓето гледаат на надворешниот изглед, но јас гледам на срцето. Гледајќи во нивното срце, Бог го избра Давид, сметајќи го за најсоодветен по вера и во сите аспекти да биде цар.